Благодарам. Почитуван колега, ве слушав внимателно. Пратеникот Балковски кажува многу паметни работи и во минатото исто за овој договор ги кажуваше, но работата што некој не сака да ги послуша. Зборувам поготово вие од власта што не сакате да ги послушате. Јас сакам да кажам неколку работи. Прво, овој закон се носи за урбанистичко планирање за една причина. Да нема одобрение за градење. Да не важи законот за градење. Значи, овие два закони се споени и секој треба да го знае. И ова сакам да се обратам до македонскиот народ, до сите граѓани. Со овој проект ќе биде единствениот проект каде што нема да важи одобрението за градење. Значи, се поништува законот. Зар за вакво нешто треба да се стави ЕУ знаменце? И да, ја поздравувам реакцијата на ЕУ, но таа е протоколарна многу. Делегацијата реагираше на многу протоколарна. Зашто? Замислете во Италија или во Германија да се направи вакво нешто. Тоа е невозможно. Замислете во било која друга европска земја да се поништи закон за градење, да се поништи закон за урбанистичко планирање. Тоа е суштината. Или најстрашно што е од сето ова што се направило, верувајте. Значи се преземаат обврски, се превзели со потпишување на договор. Сега се менуваат правилата на играта. Ако се сменат сега законите, замислете тоа кога некој да добил тендер и отпосле вие менувате правила на игра. Тоа е кршење на сите процедури. Вие кажавте една многу убава реченица. Уставниот поредок се загрозува. И навистина е така. Замислете да не постои само за одредени категории на градби да не постои закон. Јас сакам нешто друго да потенцирам до власта што ја нема. Овие што го водат проектот и ќе го водат. Кој ќе ја сноси одговорноста без сите потребни постапки за урбанизам и за одобрение за градба? Тука се сите потребни фази за добивање на одобрение за градење. Тука е безбедноста. Безбедност од пожари, безбедност од статика и така натаму. Тоа се главни работи за да ги има еден проект. И сега со овој закон и со законот за градење ќе се избегнат сите тие процедури. Замислете да не де Боже нешто се случи. Кој ќе ја преземе одговорноста? Бехтел Јенка сигурно не. И никој не зборува дали се квалитетни како компанија. Квалитетни се. Еве кажуваме многу пати. Дали сакаме да се изградат патиштата? Да, но нека се намалат процедурите, нека се забрзаат рокови, нека се измени законот, нека се дебатира, фелата да се произнесе, а не вака на диво. Бидејќи вака на диво, фактички некој ќе направи диво градба што нема никој да со потпис да одговара. Многу е подобро да градичниот факултет да ви направи на сето ова, на крај ревизија да ви се потпише дека проектот е добар. Еден ден, не дај Боже да се случи нешто, таа одговорност ќе биде можеби за џабе. Бидејќи со ова што се прави, верувајте, нигде го нема во Европската унија, а се отвара Пандорина кутија, што за жал со вакви процеси со ЕУ знаменце може за секогаш да се